Премиерот Христијан Мицкоски порача дека формирањето многодетни семејства е највисок патриотски чин и клучен приоритет за иднината на државата. Тој предупреди дека Македонија, со сегашните трендови на иселување и намален наталитет, за 20 години може да падне под 1 милион жители, што би довело до колапс на пензискиот и здравствениот фонд. На промоцијата на петгодишната програма со УНФПА, Мицкоски истакна дека човечкиот капитал е најважниот ресурс и дека државата веќе презема мерки: 6 бесплатни обиди за инвитро, бесплатни учебници, нови градинки и економски политики за подобар живот. Тој потсети дека бројот на новородени деца од 1950-та до денес е намален од 50.000 на само 16.000 и нагласи дека демографската криза е глобален предизвик. Председателот на СДС, Венко Филипче, изјави дека владеачката партија е директно одговорна за хаосот во Скопје и загадувањето. Според него, партијата не може да се амнестира од градоначалничката Арсовска, бидејќи тие ја промовираа и контролираат управни одбори во сите јавни претпријатија. Потсети дека нивните советници 26 пати гласале против набавка на автобуси за јавното сообраќајно претпријатие, со што свесно го блокирале развојот на градот. Филипче исто така ја критикуваше власта за пожарот во Трубарево, обвинувајќи дека институциите доцнеле со реакции и анализи, а граѓаните биле изложени на сериозно загадување. Тој порача дека одговорноста не може да се симне со пропаганда, бидејќи скопјани знаат кој управува со градот и институциите. Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, го посети Институтот за хемија во Скопје по повод успесите на македонските ученици на меѓународни олимпијади. На надпреварот во Дубај, Марио Ванчовски освои сребро, Петар Мирчевски бронза, а Теона Ана Георгиевска пофалница, додека на Менделеев олимпијадата во Бразил учениците се вратија со 2 бронзени медала. Јаневска истакна дека годинава, по 11 години, Министерството за образование и наука ги покри сите трошоци за учество и најави нова концепција за поддршка на талентирани ученици. Таа порача дека Министерството ќе продолжи да инвестира во најумните деца, кои ги представуваат земјата и се нејзини најдобри амбасадори. Во Штип расте бројот на затруени со храна од една сендвичарница. Досега се пријавени 17 случаи, од кои 4 се хоспитализирани. Се чекаат резултатите од лабораториските анализи на земените брисеви од објектот. Агенцијата за храна и ветеринарство веќе ја затвори сендвичарницата откако првично 5 лица пријавиле симптоми по консумирање сендвичи со пилешки стек. Германски документарен филм открива дека Србија и Црна Гора се меѓу земјите со најмногу оружје во Европа, во просек 39 парчиња на 100 жители, што ги става веднаш зад САД и Јемен и покрај акциите за предавање. Оружјето останува дел од традицијата, но и од криминалната сцена. Поранешниот мафијаш Кристијан Голубовик сведочи дека во 90-тите оружјето и дрогата биле секојдневие, а насилството масовно. Ситуацијата е актуелна и денес. Во мај 2023 Србија беше потресена од 2 масовни масакри, а во Црна Гора честите мафијашки престрелки и убиства го прават насилството вообичаено. Таму полицијата редовно запленува автоматско оружје и дрога, но клановите остануваат силни. Градот Цетин е еден од најпогодените, со десетици убиства во последните години, што предизвика иницијатива за нов закон за ограничување на оружјето. Бугарија ќе се приклучи на европскиот план за целосна забрана на увоз на руски газ до крајот на 2027 година, со што Москва ќе изгуби последната гасна рута кон Европската унија преку турски тек. Одлуката предизвика загриженост во Унгарија и Словачка, кои се уште зависат од рускиот газ, но експертите сметаат дека тие можат да се снабдат преку европските терминали и испораки од Норвешка. Софија веќе разгледува заеднички тендери со соседите за долгорочен увоз на американски течен природен газ, што би ја намалило цената. Европската унија, пак, преговара за забраната, која треба да биде финализирана до крајот на годината, а целта е до 1 јануари 2028 година потрошувачката на руски газ во цела Европа целосно да престане. Администрацијата на Доналд Трамп врши притисок врз Тајван да префрли дел од производството и инвестициите за чипови во САД, со цел половина од американските потреби да се задоволуваат на домашен терен. Американскиот министер за трговија Хауард Лутник потврди дека Вашингтон веќе разговарал со Тајпеј за поделба на производството 50:50. Со тоа би се намалила зависноста на Америка од Тајван, кој произведува над 90% од најнапредните полупроводници во светот. Според Лутник, концентрацијата на толку големо производство на остров близу Кина представува безбедносен ризик за САД. Авганистан утрово беше речиси целосно одсечен од светот, откако интернетот и телефонските линии се прекинаа низ целата земја. Талибанците претходно најавија ограничувања како дел од борбата против неморални активности. Милиони луѓе останаа без контакт со своите семејства, а авионски летови кон Кабул беа откажани. Организацијата NetBlocks потврди целосен прекин на интернетот, што предизвика паника меѓу афганистанската диаспора.
Медиумите во земјата велат дека не можат да работат, додека активистите предупредуваат дека забраната ќе има катастрофални последици, особено за девојчињата кои единствено преку онлайн настава имаа пристап до образование. Ова е најобемното прекинување на телекомуникациите откако талибанците се вратија на власт во 2021 година, потсетувајќи на строгите правила од нивното претходно владење. Меѓународни организации и афганистански лидери во екзил ја повикаа меѓународната заедница и компании како Starlink да помогнат за повторно поврзување на земјата со светот. Тропската бура Буалој во Виетнам однесе најмалку 19 животи, а повеќе од 10 луѓе се уште се водат како исчезнати, соопштија властите. Над 90 лица се повредени, а жртвите најчесто загинале во поплави, лизгање на земјиште или отпаѓање остатоци. Бурата предизвика огромна материјална штета, уништени или оштетени се над 120.000 домови, а искоренети околу 50.000 дрвја, при што најтешко е погодена северната провинција Хатин. Тајфунот, кој претходно помина низ Филипините, стигна во Виетнам со урагански ветрови, пороен дожд и грмотевици, погодувајќи историскиот град Хуе. Во регионот беа откажани повеќе од 40 летови, а голема штета е нанесена и врз земјоделството.